Нема да има поскапување на цените на производите од пекарската и мелничарската индустрија. Ова е заклучокот по денешниот состанок меѓу заменик министерот за економија Маријан Ристевски и директорот на ДПИ Владко Стојковски, со представници на мелничарско-пекарската индустрија од трите стопански комори. Од владата соопшта дека постојано ќе следат состојбата и ќе интервенираат доколку е потребно. Цената на лебот е стабилна и во најголем дел е непроменета и во наредниот период нема да има зголемување на цената во пекарската и мелничарската индустрија. Како влада и надлежни институции, секојдневно ја следиме состојбата и нема да интервенираме без причина. Воедно со сигурност потенцираме дека нема да стоиме на страна ако се создава реален притисок врз граѓаните без објективна причина. Од опозицијската СДСМ пак побараа итно преземање на мерки со цел да се спречи, како што велат, најавеното поскапување на лебот и белите пецива. Од тоа аламираат дека поскапувањето на нафтата на светските берзи веќе го повлечи бранот на поскапување кај основните прехранбени производи. Колку треба да поскапи лебот? Колку треба да поскапат цените на храната за Христијан Мицкоски конечно да превземе мерки? Мицкоски секојдневно ги лаже граѓаните. Вели дека владата ја следела состојбата додека цените растат, а стандардот на народот паѓа. Празните фрижидери и празните џебови не можат да го чекаат Мицкоски. СДСМ навреме предупреди дека растот на цените на нафтата ќе предизвика бран поскапувања на храната. Во меѓувреме, ке дел од пекарниците во Штип, Кочани, Прилеп и Битола веќе има зголемување на цената на белиот леб од 3 до 5 денари. Сепак премиерот Христијан Мицкоски вчера најави казни ако има неоправдано зголемување на цената на лебот и белите пецива.